Нема да има покачување на функционерските плати. Премиерот е дециден, ќе направиме се за да го спречиме тоа, зашто согласно актуелниот закон во 2025 би пораснале за над 300 евра согласно растот на просечната плата. Најверојатно, ќе се бара правен механизам за да се намалат коефициентите на платите. Едно е сигурно покрај на работа дека еден ден ќе заминеме сите од овој свет, е дека од догодина нема да има зголемување на платите на професионалците. Најверојатно ќе биде со корекција на коефициент. Тоа е сигурно, нема да има зголемување. Владата крои плани како да ги заштити граѓаните од ценовен шок. На крај на неделава истекува мерката есенска кошница, со која се ограничи бруто профитната маржа на 73 производи до 10%. Премиерот вели дека во координација со коморите, трговците и производителите ќе се спречува енормен раст на цените, а доколку дојде до тоа, најавува жесток одговор. Владата претходно најави дека есенската кошница во наредниот период ќе се применува како божикна, рамазанска, велигденска, со ограничено време на траење пред и за време на празниците, кога вообичаено се зголемуваат цените на основните прехранбени производи. Очекувам заедно со коморите и со трговците и со производителите да не дојде до дивење. Ако дојде до тоа, жестоко ќе реагираме и ќе го браниме стандардот на граѓаните со се што имаме како алатка на располагање. Инаку, премиерот Христијан Мицкоски во рамки на конференцијата Bloomberg Адрија ги презентираше стратешките цели на Македонија. Економијата ќе се развива преку инвестиции и капитални проекти, зашто се забрзува реализацијата на големите инфраструктурни проекти. Мицкоски вели дека тоа што низ Македонија поминуваат коридорите 8 и 10 е огромен плюс за нас и неговата цел е државата да стане домаќин на 3 раскрсници – транспортна, железничка и енергетска, за да бидеме поблиску до големите пазари.